Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата Едуина училница. Јас сум професор по македонски јазик Елизабета Теодосиевска во Основното училиште Јана Москомински од Скопје. Денешната наставна единица е наменета за 9-та од деленците. Наставната единица е насловена како македонски јазик на преминот од 19-тиот во 20-тиот век. За оваа наставна единица ќе ви бидат потребни учебникот по македонски јазик, тоа е овој кој што го имате на вашите екрани. Ако го имате тој учебник, свртете ја страницата број 7 и 8. Нешто за пишување, молив пенкалца или нешто слично и вашата тетрадка по македонски јазик. За почеток, кратко потсетување на македонскиот јазик во 19-тиот век. Во почетокот на 19-тиот век се појавува движењето наречено просветителство во Македонија. Што значи просветителството во Македонија? Пробивот на народниот јазик во литературата. Книги од црковнословенски, од старословенски се преведуваат на народни говори, на кривопаланечки, на тетовски и така натака. Значи превод на црковнословенските верски книги, отворање на училишта, отворање на библиотеки, реновирање на манастири, печатење на книги, учебници и така натака за просвета на народот. Представници на ова движење просветителство во Македонија се Јоаким Крчевски, Кирил Печиновиќ, Теодосиј Синајцки, Партинија Зеографски, Пулевски, Джинот и така натака. Јоаким Крчевски е значаен по тоа што преведува на кривопаланечки јазик со примеси од западните говори. Ова се некои насловни корици, односно извадоци од неговите дела, различна поучителна наставленија, чудеса при Свјатија Богородици и така натака. Ова на вашите екрани е Кирил Печиновиќ Тетовец, кој што исто така преведува црковна литература на тетовски говор. Познат е по неговиот епитаф Надгробната плоча, на која што тој ја има напишано својата песничка, која што нема голема уметничка вредност, меѓутоа е таа прва стихувана творба на македонски народен јазик и има историска важност. Потоа учебникарите, печатарите, да ги споменеме Ѓорѓија Пулевски, неговите залагања за македонскиот јазик, го напишал речникот, напишал 2 речника, всушност двојазичник, тројазичник и така натака. Слогница речовска, граматиката и така натака. Теодосиј Синајцки, кој што е отворил печатницата во Солун. Јордан Хаџи Константинов Джинот е првиот кој што отвара световни училишта не во рамките на црквата и така натака. Има исто напишани граматика, таблица перваја и слично. Потоа следи периодот на преродбата, односно на романтизмот. Македонскиот јазик во втората половина на 19-тиот век го следиме преку представниците на македонскиот романтизам. Тие се Димитар и Константин Миладинов, значи браќата Миладиновци, потоа Рајко Жензифов, Григор Прличев, собирачите на народни умотворби, Цепенков, Шапкарев и така натака. Сега, специфично е тоа што во услови на немање на своја држава, со тоа и на свој литературен јазик, сите овие автори најчесто одлучувале да пишуваат на својот мајчин дијалект, односно од она место од каде што се, од јазикот кој што го познавале и на кој што го говореле, на тој јазик ги пишувале своите литературни дела. Меѓутоа, во овој период започнува и изградувањето на националната свест, стремеж за свој посебен јазик, за своја посебна држава и така натака. Во тој период се појавува и интересот за народното творештво. Браќата Миладиновци, Димитрија и Константин, во далечната 1861 година го отпечатуваат првиот зборник од македонски народни песни. Во втората половина на 19-тиот век соседните држави успеваат да се ослободат од османлиите и да создадат своји држави. Македонија во тоа не успева. Тогаш се појавува и стремежот на нашите соседи за заземање на македонски територии, секој за себе да се бори за приграбување на што поголема соседна територија и за асимилирање на нашето население. Бугаризирање, србизирање, грцизирање и така натака. Се појавува една силна балканска пропаганда во Македонија. Борба помеѓу нашите соседи за Македонија во почетокот и во првата половина на 20-тиот век, таа уште повеќе се разгорува и прераснува во двете балкански војни, по кои што се запечатува судбината на Македонија, односно Македонија е поделена помеѓу нејзините соседи.
Некаде од прилика во тој период се појавува и прашањето за македонскиот литературен јазик. Како и по сите прашања, и по ова прашање нели имаме различни гледишта и различни ставови на нашата тогашна интелигенција, па се појавуваат од прилика две гледишта околу кои што таа се поделува. Првите се залагаат за коалиција, односно за создавање на еден општ јазик помеѓу македонците со некој од соседните држави. Дали тоа ќе биде Србија, Бугарија и така натака, јазик во кој што ќе има поширока дијалектна основа. Тука предничат Партени Зографски, Рајко Жензифов, кој што се за создавање на некоја македонско-бугарска држава или македонско-бугарско заедништво во кој што јазикот нели ќе биде заеднички и така натака. Па така што Рајко Жензифов во некој дел од своето творење пее на некоја мешавина помеѓу велешки и бугарски јазик и така натака, Крвава кошулја, нова бугарска збирка и слично. Меѓутоа, ова гледиште и бугарската интелигенција јавно го критикува, затоа што прво не била подготвена за компромис во однос на јазикот, кој што е најефикасно средство нели за остварување на големо бугарската цел. Македонците пак не предпоставувале дека бугарите немаат за цел создавање на некакво заедништво со македонците, туку асимилација на македонскиот народ во бугарскиот народ. По прашањето на македонскиот јазик, различни интелектуалци различно се произнесувале. Па така, Григор Прличев, например, сметал дека треба да се постави еден општо словенски јазик. Па ја заговара идејата за пансловенизам, односно за еден јазик кој што ќе биде заеднички за сите словени, поаѓајќи од Русија, од Србија, од Бугарија, од Македонија и така натака, значи една голема сесловенска заедница која што ќе зборува и ќе пишува нели нормално на еден ист јазик. Тој фиктивен јазик би требало да биде нешто како некоја мешавина нели од словенските јазици, односно се словенско есперанто. На тој мешан словенски јазик тој дури се обидел да ја преведе и неговата книга о Арматулос, односно Сердарот, неговата поема за која што тој го добива Ломоровиот венец во Атина. Второто гледиште за прашањето нели за македонскиот јазик, како треба тоа да се одвива и така натака, се заснова на за создавање на чист македонски јазик врз основа на западно-македонските говори. За ова се залагаат така наречените македонисти на чело со Ѓорѓија Пулевски, лозарите, односно сите оние македонски интелектуалци собрани околу списанието Лоза, го имате на вашите екрани. Тоа е месечно списание кое што од време на време излегуваат, се додека нели бугарската власт не го забрани неговото излегување, и посебно Крсте Петков Мисирков. Прашањето за македонскиот литературен јазик некако најкристално и најјасно го поставува токму Крсте Петков Мисирков, роден 1874 година, а живеел до 1926 година, свесен дека е македонец и дека македонците се посебна нација, независни од бугарите, од србите, од грците, нели од сите оние соседи кои што не обкружуваат, се стремел за создавање на посебна македонска држава, а со тоа и на создавање на посебен македонски литературен јазик. Крсте Петков Мисирков, значи, како што кажав, една значајна појава кон разрешување на нашето јазично прашање за самостојноста и посебноста на македонскиот народ. Посебно за тоа е значајна книгата за македонските работи, издадена во Софија 1903 година. За жал, веднаш штом ќе биде објавена, таа веднаш била запалена и уништена да не дојде до сите македонци, да се спречи или барем да се одложи идејата за посебноста на македонскиот народ и за создавањето нели на својата држава. Збор 2 за книгата за македонските работи. Како што кажав, издадена е во Софија 1903 година, веднаш по Илинденското востание, по завршувањето на Илинденското востание. Оваа книга е составена од 5 статии и еден предговор во кој што Мисирков го образложува својот став за неуспехот на Илинденското востание. Таа е всушност политичка анализа на положбата на македонскиот народ и представува всушност предлог програма за македонското народно ослободително движење.
Во петата статија, насловена "Неколку зборови за македонскиот литературен јазик", тој ја дава теоретската основа за стандардизација на македонскиот јазик. Кои се ставовите на Мисирков за јазикот? Мисирков во својата петта статија, нели како што кажавме, ги излага своите предлози и ставови за идниот македонски литературен јазик, како тој би требало да изгледа. За јазикот, односно за основа на нашиот литературен јазик, тој смета дека треба да се земе западното наречие и централните македонски говори на линијата на градовите Велес, Прилеп, Битола и Охрид. Зошто да се земе баш западното наречие и централните македонски говори? Тој појдува од една сосема логична идеја. Колку повеќе се движиме од центарот кон границите на нашата држава, толку јазикот добива примеси од останатите народи кои што не обкружуваат. Одејќи кон север, нашиот јазик се меша со српските зборови и добиваме некоја мешавина од македонско-српски. Колку одиме по на исток, имаме мешавина со бугарскиот јазик и така натака, така што она говорно подречје кое што е во центарот, логично е да го зборува најчистиот македонски јазик. И по таа логика, нели Мисирков својот став во однос на јазикот смета дека централните говори, посебно Велес, Прилеп, Битола и Охрид, значи треба да бидат земени за основа на нашиот литературен јазик. Во поглед на правописот, Мисирков предлага користење на фонетскиот правопис. Што значи тоа? Да читаме како што пишуваме, да пишуваме како што читаме. Односно, еден глас да се пишува со една буква. Знаеме сите дека англискиот јазик не е таков. Буквата А ја пишуваме А, ја изговараме со два гласа. Еј. Во однос на лексиката, Мисирков предлага да влезат зборови од сите македонски говори, односно од целата македонска територија. Да се прошири нашата лексика, да добие богатство, значи од сите зборови од целата Македонија. И сега има некои ставови и предлози кои што Мисирков ги пишува во својата пета статија, меѓутоа претрпеле соодветни измени во изговорот и правописот. И Мисирков инсистира на испуштање на интервокално В, така што зборовите човек, живот, зборови не ги пишува со В, туку ги пишува без В, човек, живот, зборови. Испуштање исто така на Х, дуот, орид наместо духот и Охрид, на Д, создаит наместо создадет и така натака. Потоа, Мисирков инсистира на употреба на наставката цки наместо наставката ски. Македонски, балкански јазик и така натака. Инсистира на употреба на самогласничката група шч. Што направивме и што треба да направиме за однапред, наместо групата шт, која што денес нели се употребува. Групите стр, здр во сите случаи да ги има. Стред, здрел, праздна и така натака, која што нели денес се изгубила. Изговор на јн наместо њ во зборовите коин, знаине и така натака. Од сето ова произлегува важноста на петата статија за формирање на нашиот македонски литературен јазик. Таа представува всушност продолжување и остварување на идејата за одделен македонски литературен јазик, која што е иницирана уште од Ѓорѓе Апулевски. Таа представува прв научно аргументиран и теориски солидно поставен и практично разработен проект, всушност основа за кодификацијата на нашиот македонски јазик. И сега дојдовме до крајот. Задача ваша за дома би била да истражите повеќе податоци за животниот пат на Крсте Питков Мисирков, научете повеќе за македонските работи. Јас ви благодарам на вниманието. До следното видување. Довидување.